Наредните 15 на 20 минути имам задоволство да поразговарам со професор доктор Цане Мојановски. Добро утро. Добро утро. Кој што е еден од најдобрите познавачи на, како да кажем, црковната проблематика во Македонија, историјатот, вие сте автор на многу дела и поранешен директор, председател на Комисијата за меѓуверски односи на верските заедници во Македонија. Прво да ве прашам, во религиските, во црковните кругови, како да кажем, знаат да поминат децении, па и векови со некаков молк, а потоа за неколку недели, барем кога е во прашање нашава црква, да се случат работи кои што ги забрзуваат, ги катализираат процесите кои што тлееле и така натаму, па сега се разрешуваат на начини кои што може би се изненадување. Прво, беше ли изненадување за вас целиот овој сплет на околности, почнувајќи од Вселенскиот патриарх, неговата одлука во Цариград, па се до ова вчерашно и денешно Белкија и секако од неделата започнат овој собор на Српската православна црква. Дали вие се изненадивте од брзината на тие случувања? Дали се изненадив или не, мислам дека се очекуваше дека оваа година, иако лично очекував дека некоја година претходно ќе се случеше тоа, дека Вселенскиот патриарх ќе одговори по иницијативата на Македонската православна црква, проследена преку политичкото водство на Македонија и нивното обраќање за потребата од организирање, односно дејствување на посебна автокефална православна црква на подрачјето на Македонија, како израз на историските тенденции и желбите и барањата на македонските верници, изразени од првото свештеничко собрание во Издеглавје во 1943 година, па до денешен ден. И целокупната таа повеќе деценијска голгота или настојување на македонските православни верници да ја возобнуват Охридската архиепископија, беше очекувано дека Вселенскиот патриарх, согласно неговата положба на прв меѓу еднаквите и преемството кој го има во однос на обезбедувањето на комуникација во православната црква, дека ќе се пројави со определена иницијатива и решение, и во тој контекст може да се каже дека неговата одлука беше очекувана. Да ве прашам следното прашање. Дали е синхронизирана со одлуката на СПЦ? Бидејќи тогаш кога Вселенскиот патриарх тоа го реши пред колку десетина дена и така натаму, на 9 мај, изгледаше како изненадување, барем говорам за пошироката јавност, за нас кои што не сме, да кажем, секојдневно со таа проблематика. А сега со одлукава на СПЦ се чини како да имало известна координација, дури можеби и усогласување на некои ставови. Ако се чита внимателно одлуката на Светиот Синод на Вселенската патриаршија и соопштението кое беше по тој повод издадено, каде се констатира дека ќе следи соодветен синодален акт кој се практикува во комуникацијата меѓу православните цркви, една од одредниците беше дека Македонската православна црква се упатува на Српската православна црква да ги реши административните прашања. И тоа е прашањето кое дополнително се отвори и кое вчера доби една димензија која во јавноста беше пречекана на различен начин. Да, бидејќи се толкува како всушност негирање на автокефалноста на МПЦ која се прогласи своевремено и така натаму. Сега од Вселенскиот патриарх со спуштањето, би рекол под наводници, на нивото на административно решавање, впечатокот беше дека повисокото ниво, а можеби тој впечаток е точен, за МПЦ Охридска архиепископија е значаен историски настап. Прво, значи, возобновата на Охридската архиепископија како помесна црква која дејствува или е политички омеѓана на подрачјето на Република Македонија е значаен дел од одлуката, иако Охридската архиепископија ни својата милениумска историја или постоење има значително поширека диецеза и таа варирала од временски период до временски период. Впрочем, сите цркви кога се формираат како резултанта на политички омеѓените епархии на определено подрачје и тие се дефинираат според некоја помесна канонска црква или црква која постоела на тоа подрачје. И сега од тој аспект, ако го наблюдувате прашањето, враќањето во
сабор во Српската православна црква да разговарате за административните прашања. Првото прашање кое се поставува што е била причината да излезете од неговите редови и да бидете прогласени за шизматички или за неканонски. Значи, одлуката од 67 година е камен темелникот за постоењето на спорот меѓу Српската православна црква и Македонската православна црква. Од таму, значи, едно од прашањето кое веројатно заради сопствени потреби Српската православна црква и веројатно заради почитувањето на редот, дека постојната црковна иерархија, која на определено подрачје го организирала верскиот живот, треба да го извести Вселенскиот патријарх за тоа дека политички се омеѓиле од одделни епархии и формирале нова црква. Таа нова црква има канонско и мохридска архиепископија. Дали тоа Српската православна црква ќе го направи или не знаеме, ќе почекаме да видиме, веројатно има некој разумен временски рок оставено, зашто овој спор трае повеќе. Очекувате да биде тој период разумен, значи говориме сега, ајде можеби не за недели, но во некаква година дена, или повторно тоа ќе трае децении? Јас се надевам дека тоа нема да трае подолго од периодот во кој што Вселенскиот патријарх ги разгледуваше барањата на се 2-3 години Македонската православна црква пренесена преку политичкото водство на Македонија. Но во црквата никогаш не можете да бидете сигурни, затоа што таа, како и во најавата укажавте, дека времето таму има друга димензија и поинаку се подразбираат тие процеси. Но факт е дека по одлуката на Вселенскиот патријарх за возобнова или за формирањето на Украинската православна црква и бројот на критиките и притисоците кои се појавија во православниот свет и особено силниот отпор на Московската патријаршија, на Руската православна црква и црквите кои ја поддржуваат или се под непосредно нејзино влијание, ја го упатува на внимателност и почитување на правилата, дека во православниот свет мора да се искористат сите механизми во кои што решението ќе се постигне како резултанта на диалог и братска љубов. Ве разбирам. Професор Мојановски, вие сте, освен што се разбирате во овие теми, се разбирате и во геополитики, геостратегии и така натаму. Руската православна црква е црква која што, тоа сега го гледаме на очиглед на целата светска јавност, е високо исполитизирана. Патријархот Кирил е еден од двигателите на политиката на претседателот руски Путин. А колку е таа димензија важна за нашиот, да кажем, случај сега со Српската православна црква или со други зборови, колку е таа руска црква влијателна врз српската, за да ова што вие го објаснувате може во некаков оперативен период да вроди со некаков резултат. Бидејќи предпоставката е дека на Руската православна црква не ја одговара овој вид на осамостојување, па дури автокефалија на МПЦ Охридска архиепископија. Па се смета дека најголем отпор за формирањето на Македонската православна црква уследи од патријаршиите или православните цркви кои сметаат дека во називот на црквата не треба да се користат национални или етнофилитистички, како ги нарекуваат, одредници. Во 67 година беше особено силно соопштението на Грчката православна црква и така натаму. Ама сите тие се викаат грчка, српска, бугарска, руска. Не се викаат сите, него има две групи кои првото именување по тие национални основи го почна Атинската архиепископија или Грчка православна црква, потоа руската и еден број на патријаршии кои се формираа меѓу пред Првата светска војна или меѓу двете светски војни. Тие во насловот ги имаат националните обележја како што е српската, романската, бугарската, грузиската и така натаму. Значи интересот да се потенцира е следното. Значи во однос на тоа какво е влијанието на Руската православна црква, може да се каже дека на оваа група на цркви кои што исповедаат на старословенски јазик или црковнословенски јазик, нејзиното влијание е значајно. И дека
тоа влијание може да се препознае и во составите на светите синоди, и на Српската православна црква, и на другите помесни цркви на Балканот, во кој што тоа влија. Исто така треба да се укаже дека оштриот судар кој настана меѓу Московската патријаршија и Константинополската патријаршија по повод признавањето на или формирањето на Украинската православна црква доведе до ново заоштрување на односите, и дека тој судир можете да го прочитате во меѓуредови во ставот на Српската православна црква во однос на воспоставувањето на канонското единство со Македонската православна црква. А тоа се однесува на делот на говорењето за автокефалија, во кој што вели дека таа треба да биде прифатена од сеправославниот свет, што е прашање од Шамбези и не е се уште официјализирано правило или постапка во рамките на православната црква. Но таква процедура би била покомпликувана, предпоставаме, од Обединените нации. По процедурите, бидејќи едно од толкувањата, особено во Софија, е дека всушност со овој расплет на станите најголем губитник е Бугарската православна црква, бидејќи пак тие во својот устав Охридската архиепископија има еден од темелите за создавањето за нивната, сега ги знаеме сите контроверзи на бугарските ставови во однос на Македонија, македонците и така натаму. Што упатува тоа, господин Мојановски, дека влегуваме сега повторно во еден долг тунел во кој што никогаш нема да може да се очекува дека православниот свет ќе се договори околу нас и ќе се согласи за некакво решение? Јас лично очекувам дека тоа нема да се случи од неколку соображенија. Прво, кога Македонската православна црква, односно македонските верници во 58-59 година се залага за формирање на самостојна црква, тие беа сами. И определени иницијативи, организациони кои постоеја во тогашната федерална единица. Сега, Македонската православна црква како свој сојузник, ако можам услова така го употребам поимот, ја има Вселенската патријаршија, која го зема во предвид нејзиното обраќање за неможноста повеќе од 70 години, односно повеќе од 55 години, да се договори со Српската православна црква околу нејзиниот статус, затоа што таа како црква се делува во независна држава, како што независната држава Србија не може да одлучува за правата на граѓаните во Македонија, така и на верски план Српската православна црква не може да одлучува за православните верници во Македонија. Тој концепт кој што го има Руската православна црква за руски свет, а Српската го има за српски земји, всушност покажува дека тие не се ослободиле за она што во претходното прашање го поставивте со Охридската архиепископија Бугарија, дека не се ослободиле од историските наслеги, од начинот на интерпретацијата на историјата според сопствените потреби, а не според историските случувања такви какви што биле. Затоа што сега да расправате за состојби пред 10 века, за кои што нема доволно историски факти, тие да ги ставате во современ контекст добиваат многу поинакво значење. Господин Бојановски, вие знаете дека токму тоа се случува. Нашите соседи љубат да се расправаат со нас и за 11 век. Да ве прашам само уште едно-две сега логични прашања. Што ќе се случува со Вранишковски? Што ќе се случува сега со тој дел од верската поставеност во Македонија? Тој ќе се претопи во Македонската православна црква, ќе остане, до кога тоа ќе трае? Кои се практичните последици од оваа одлука на Српската? Тоа е прашање на Српската православна црква, зашто нејзиниот собор донесе таква одлука и формира православна Охридска архиепископија. Колку милениумското искуство познава примери на помирување на спротиставените или на ако сакате и на расколничките структури во рамките на православието. Дали некој од тие модели ќе се примени, веројатно ќе биде резултанта на одлуките на Вселенскиот патријарх. Но во секој случај, ние треба да се надеваме и да очекуваме дека Македонија што поскоро ќе добие своја автокефална црква. Автокефалната црква подразбира дека македонската ерархија и македонските верници самостојно го организираат верскиот живот на подрачјето на Република Македонија без разлика на разликите кои постојат во православниот свет. Во соопштението на Српската православна црква има уште еден важен елемент, вие го
спомнувате подрачјето на Република Северна Македонија, но таму се вели дека тие нема да прават пречки и за диаспоричното делување на македонската, бидејќи во украинскиот случај тоа беше еден од големите проблеми. Тоа значи дека Македонската православна црква останува надлежна, да кажем, за овие големи наши заедници на верници по Австралија, Канади, Европи, Америка и така. За да може да се одговориме на тоа прашање, треба да погледнеме како го решиле прашањето сите цркви православни кои што имаат диаспора. Дали во нивниот томос или одлуката, соопштението во кое дека е формирана нова православна црква, е тоа прашање назначено или тоа е прашање кое е стекнато како резултанта на барањето на верниците. И мислам дека тоа ставањето на тоа прашање сега во дневен ред има неколку можни интерпретации. Прво, да се зголемат емоциите за грижата на еден добар дел од православното верништво кое се наоѓа како иселеничка структура надвор од границите на Северна Македонија. Второто прашање е да се... Мислите дека тоа има политички контекст? Да, мислам дека има и дека тоа прашање Македонската православна црква, кога ќе постане автокефална црква, таа ќе го решава на исти начин како што го решиле сите православни цркви кои имаат диаспора. А до тогаш? До тогаш веројатно тоа прашање ќе остане едно од прашањата за кое што ќе имаме различни интерпретации и дебати. Со други зборови сега, за крај да ве прашам, после сите овие настани, после оваа елаборација што детално ми ја давате и така натаму, се работи за историски чин или ова само уште еден чекор кон историски чин? Бидејќи морам да ви кажем дека во пред 10 дена она што стигна од Цариград звучеше спектакуларно после децении молки и така натаму. Сега со ова што стигнува од Ниш од заседанието на Саборот на Српската православна црква, како да се избалансира ситуацијата во смисла што е напредок, а што е враќање назад. Како ја гледате сега вие целата ситуација? Искрено сум човек кој сака да позитивно да ја гледа работата, иако и двете тези имаат право на граѓанство и подеднакво можат да се аргументираат. Мојата позиција за позитивен однос е тоа што Македонската православна црква има претходна одлука за каноничност, која е донесена од Вселенскиот патриарх и подразбира дека било каква блокада која постоеше или се наметнуваше над тогашниот архиепископ господин Доситеј од страна на Српската православна црква сега е надминато и разрешено. Сега Македонската православна црква не е омеѓена и не може нејзиниот глас да се слуша само до Белград, туку нејзиниот глас ќе се слуша и во Цариград и до сите други помесни цркви кои во меѓувреме ќе ја признаат. Тоа е основата за мојот оптимизам во однос на тоа дека ова прашање можеби не со временска динамика и димензија за која што ние имаме представа за брзо решавање, но во однос на црковната филозофија, дека тоа прашање брзо ќе се заокружи и затоа што долгото оставањето на отворено прашање натаму ќе ги врати атавизмите и ќе создаде предпоставки не за унапредување на братската љубов меѓу православните граѓани на соседна Србија и на Македонија и на православните верници од Македонија со другите православни во светот. Туку дека тоа ќе влие на дополнително загадување, така да кажам, на односите кои во последните 20 или 30 или како сакате и подолго време имаат една нагорна линија, еден број на симпатии кај македонците и кај македонскиот народ во однос на политиките, начинот на однесувањето на Србија и српската држава кон нас. Мислам, велам веќе неколку пати за крај да ве прашам, ама сега на вистина за крај. Колку е политиката важна во сето ова, па ако сакате дипломатијата? Бидејќи морам да кажем дека забележа во последните 2-3 години интензивни контакти на американската дипломатија со Цариград. Се одржуваа состаноци, трае со сати, некои од тие соопштенија говореа тогаш дека на високо ниво беа тие состаноци, дека се разговарани за прашања од интерес и така натаму. Без таја инфраструктура би можело ова да се реши вака како што се решава? Мислам дека бев гостин во вашево студио
кога стануваше збор за Преспанскиот договор и за ефектите кои тој ги постигна, едно од прашањата кое тогаш ми го поставивте беше и тоа, дали таа инфраструктура. И тогаш имав позитивен став, да, таа инфраструктура има особено влијание во креирањето или воопшто на создавањето на предпоставки да се решат отворените прашања. Македонија има интерес и Европската унија и особено нашите стратешки партнери со кои Македонија соработува и го темели својата иднина или својот иден развој. Имаат интерес да ги затворат сите прашања, затоа што не може да имате отворен Балкан, економска заедница, не може да влезете во Европската унија. Ако имате повторно едно прашање, кое како што сега речем нашиот источен сосед отвара прашање за кои што апсолутно е тешко да најдете овој рационален одговор зашто тие се отвараат. И мислам дека во тој контекст треба да се каже да, таа дипломатија има сериозно влијание, да нашите пријатели кои го поддржуваат самостојниот развој на Македонија или на Северна Македонија по Преспанскиот договор се значаен фактор и дека кога се заблагодаруваме за сите кои придонеле на тој пат за добивањето на каноничен статус во рамките на православниот свет, ние мислиме и на тие пријатели кои не секогаш јавно, но ни се од значајна помош во нашиот напредок. Доктор Цане Мојановски, ќе се гледаме ние на оваа тема и наредните години така мене ми звучи. А сега ќе видиме, времето ќе покаже. Но барем нешто напредува, ако ништо друго не стои. Ви благодарам за утринско брифирање.